Точно е 9 часот и 30 минути, време е да стартуваме уште едно ново издание на вашата омилена емисија или пак блог посветен за вашето здравје. Телма амбуланта, секојдневно ги добивате најдобрите и најпрактични совети за да си го сочувате собственото здравје или пак доколку се сочувате доколку почувствувате одредени здравствени проблеми, истите да ги сведете на минимум. Денеска ќе зборуваме на тема која е актуелна, постојано се соочуваме со неа во секојдневието, постојано каде и да одиме, што и да правиме, постојат големи или пак реални шанси да се соочиме и да почувствуваме стрес. Сето тоа пак може да влијае или пак дел од првичните симптоми дека веќе чувствуваме стрес во нашиот организам или пак вознемиреност, може да бидат несоница, честопати многумина се соочуваат со депресија. Тука исто така ја споменуваме и анксиозноста, но навистина палетата е широка на нешта кои што ни го попречуваат секојдневното нормално функционирање. Можеме ли да превенираме? Кои се најчестите симптоми? Дали успешно можеме да направиме превенција од стрес или пак одредени нешта кои што би ги ублажиле можеби понатамошните последици како резултат на стресот? На оваа тема со кој друг, ако не со професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар и епилептолог. Добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, добро ден најдов. Сосем пријатно, посебно твоето друштво, нели? Веќе сме учествувале во неколку емисии и се сродивме, се фамилиаризиравме. Така да немам никаков стрес. Нити ни ја. Тоа е добро, релаксирано и подобро изгледаат нештата и се реализираат кога се чувствуваме релаксирано и опуштено. 30 монографии за мозок, стрес, епилепсија, неуромејджинг диагностика, 4 на француски јазик, 1 на бугарски, останатите на македонски јазик. Еден од ретките во Европа кои целосно, темелно и поголемиот дел од својот живот и го посветуваат на оваа проблематика. Голем број на книги, споменав монографии, книги исто така, можеме да ги покажеме понатаму целокупната диригентска палка ви оставам на вас, затоа што и вие професорите и постојано добро умеете и уживате кога го правите тоа. Што представува стресот, професоре? Па видите вака, ви сте избрали една многу тешка тема, многу актуелна тема, која била актуелна. Обично во најновите стресологии првите реченици велат исконска, цивилизацијска, актуелна, била е и ќе остане актуелна. Тоа е една тема која, мислам, била, како реков, сега е секојаш актуелна и во идните генерации никогаш нема стресот да прекине, да не постои, така да речем, затоа што тоа е едно секојдневие. Стресот е секојдневие. Ние мислам дека сега оваа недела две поради земјотресот, не сакам да правам никаква врска со него, али тој е присутен и тој си го направи своето баш на полето на анксиозноста, несолницата, малку една депресивна реакција. Еден страв кој го носите затоа што сте во некакво исчекување стресогено. Неизвестност која може секој момент да ме изненади. Но, да оставиме таа тема, не е сега за разговор. Новата стресологија, модерната стресологија, која имам прилика да ја пратам затоа што ме интересира, практички прави, односно, го дели стресот прво на акутен и на хроничен, после јас ќе го објаснам тоа, што се две клинички манифестации. И втората поделба која е многу важна, која е многу актуелна, е така наречени планетарни стресогени проблеми во стресогените фактори. Оти стресоген фактор, односно ризикофактор, е например хипертензијата, е например диабетот, е например хиперхолестеролемијата. Меѓутоа во
модерната стресологија веќе го уфрли стресот како еден многу актуелен ризикофактор. Стресоген, односно ризикофактор за нашиот организам. Кој спаѓа во една голема група на така наречени планетарни проблеми кои бараат свест и совест од сите нас кои што сме партиципанти и живееме на мајката Земја, планета. Од една страна и од друга страна се влијанието на тој сега ризикофактор, односно стресот, врз нашето здравје, врз нашата сома, врз нашата психа. Што тој остава? Јас ќе со две реченици ќе го објаснам тоа. Главните проблеми кои би спаѓале во така наречено пролонгирано стресогено делување, кое ние го носиме во нас и потајно се потплашуваме, ама го носиме нон-стоп, тоа е аерозагадувањето, загадувањето на воздухот, загадувањето на водата, за жал. Две реченици ќе кажам покасно за сите. Загадувањето на почвата, многу сериозен проблем за сега и за еднината на земјата. Тука спаѓаат и ГМО, генетски модифицираните организми кои спаѓаат од ова секојдневната исхрана што е. И петиот најголем проблем за кој ние ќе разговараме денеска, тоа е така наречената, стресолозите го викаат екологија на духот. Екологија на нашите интерперсонални односи. На тоа како Гоце и Методија разговараат. Каква емпатија, каква почит, каква соговор, така да речам, каква толеранција, каква флексибилност. Оти во интерперсоналните односи се гледа психопрофилот на едната и на другата личност. Спремноста да се разберат или спремноста да се инатат, да одат во параноја, во болест и така натаму, да одат во некои карактерни промени и никогаш да не се разберат. Тоа е голем проблем, не само меѓу нас двајцата, не само во Македонија, насекаде во светот. Во фамилија, меѓу пријатели, меѓу сограѓани, така да речам, меѓу тоа и меѓу големите државници, и меѓу државите. Тоа има многу студии направено за тоа. Се враќам на планетарните проблеми со две реченици. Еден од најголемите проблеми, значи тоа е загадувањето за кое може многу да се зборува. Овие подаци јас ги имам од Сералини, се вика. Тој е председател на Европската комисија за екологија, кој ни беше гост овде на Француската амбасада. Држевме предавања, сега ни спадне нескромно, тој и јас и уште еден друг на медицински факултет. Он збореше за овие три главни проблеми и сега ми подарува по некоја книга која што излегува, а излегува огромна литература. Една од тие е, вика, тоа е Ерик Орсена, еден голем човек кој се бави со екологија, L'avenir de l'eau dans le monde. Иднината на водата во земја, на мајката земја, планета. Знаете каков проблем е тоа? Ако го прочитате оваа книга, јас верувам дека не ќе се исплашите, него ќе почнете да се тресите што ќе настане на мајката земја, планета после 50 години. У односу на не плашам, не травматизирам, на водата за пиење. Ако продолжиме со оваа депревенција, да речем, не превенција, него да ја загадуваме водата така како што ја загадуваме сега. Тоа е голем проблем. Оти водата е неопходно потребна. Без јадење може да држите вие 3-4 дена, ама без вода не можете неколку сати. Водата е неопходно потребна. Втората вика книга која што тој ми праќа и тој ми практички на некој начин припрема, нели, затоа што овие книги се напишани благодарение на неговата помош. Вика Времето на катастрофи. Тој го нарекува, тој е негов соработник, варваризам на одредени светски големи компании, да не ги набројам, од индустрија за оружје, од нафта и така натаму, кои го систематски загадуваат светот. Аерозагадување, почва загадување,
загадување на водата. И он ги нарекува варвари. Вика, време на катастрофите на варваризмот. Сакајќи да каже дека многу голема мисла има една. Во името на профит економски, одредени индустрии не ја прават превенцијата, изфрлат се што треба, значи загадуваат, само и само да има профит. Да, тоа се глобални проблеми кои што се поврзани многу карактеристични, со нашето секојдневие, сега се вратаме но влијаат на целокупното функционирање на човечката индивидуа. На сите во мајката земја планета, затоа ги споменуваме. Затоа што се генерални проблеми, на кои во мојата земја мислам дека не се мисли општо. Кина е една од жртвите на наглиот пораст на економијата, без превенција, и сега милиарда кинези пијат загадена вода. Они сега работат многу на филтри, и така дај. И тоа многу касно. Тоа е и кај нас. Македонија ја штити загаденоста поради сиромашијата. Ние немаме многу пари за да можеме да ставаме ратициди, за да ги уништуваме глувците у земјата, инсектициди и така натаму, ѓубриња ставаме колку ставаме, и тоа не толку колку ставаат другите земји, за да ја загадиме почвата. Тоа е еден комплекс, огромен комплекс. И уште би сакал да ви спомнам од Сералини, книгата која се вика Репарен ла планети. Како и на кој начин не од сега, него тоа е веќе почнато, вели во целиот свет, во Картагена 2000 години имаше конгрес за заштита на мајката земја планета. Сега нашиот Сржан Керим направи најдобар програм за заштита на мајката планета на Обединетите нации. Не знам дали сте чуле тоа. Од сите кандидати тој имаше најдобар програм за оваа проблематика. Како да се заштити мајката планета, изворена. Сега, тоа беа генералните проблеми. Меѓутоа, она за што сум ја дојден овде е екологијата на духот, тоа се интерперсоналните односи. Собрани, инкорпорирани во ова што го рековте вие. Стресот и несолницата, и анксиозноста, и депресијата. 25 до 30% од луѓето кои на зборот се практички жертви на овие три симптоми моментално во светската популација. Слушай. Постојат ли или пак кои се првите можеби симптоми кои вие како невропсихијатар ги проценувате или пак ги детектирате кај индивидуите кои доаѓаат, моментално вие сте и дел од тимот во Невромедика, но воопшто во глобални рамки и професор, вашите амфитеатри биле полни со студенти кои постојано го пиеле, условно кажано, вашето раскажување и секогаш сте биле еден од омилените, но тоа настрана, кои се првичните нешта кои ги детектирате и веќе давате една диагностичка слика дека одредена индивидуа е под слаб, можеби интензивиран или пак голема доза на вознемиреност или стрес? Одлично прашање. Значи, стресот има своја патфизиологија, свој пат, свој канали во организмот, како доваѓа до клиничка манифестација на симптомите негови. Со две речени сакам да го кажам тоа. Ние имаме рецептори, тоа се нашите чула, кои во секој момент не обавестуваат за се што се дешава во нашата околина. Да не ги набројам чулата, ги знаеме сите. Се што тие ќе приберат како информација, добра, лоша, физичка, хемиска, психолошка, навреда и тоа е стресоген фактор. Навреда е една која, значи се што го напаѓа интегритетот на мојата личност, на мојот его, предизвикува вознемиреност. Додека да дојде до вознемиреност има одредени патишта. Значи, тоа влегува во еден релеј, што се вика таламус. Таламусот го одма обавестува хипокампа, амигдалната регија, во темпоралниот лобус овде. Зошто? Затоа што
Во хипокампот се наоѓаат мемориските записи за се што сме доживеале и го хипокампот, односно амигдалата го консултира хипокампот дали ова сега што ми се дешава, речимо земјотрес, речимо поплава, речимо огин, речимо наврада, речимо шамар, уден и така натаму, сме го доживеале и што сме направиле. И тој му дава одговор. Амигдалата е едно изворено јадро кој има една голема особина, ја викаме интуиција, тој ја градуира стресогената состојба. Зошто? Значи, тешка, како рековте, полесна или многу лесна. Затоа што не можеме ние на секоја стресогена состојба да дадеме еден ист одговор. Зошто го прави тоа? Тоа го прави, значи, откако ќе ја истестира стресогената состојба која влегла во нас, тој прави програма како и на кој начин и кои се структури треба да ги уклучи, за да можеме ние да се одбраниме од таа стресогена состојба. Прво го уклучува ХХС-овската се вика, тоа е хипофиза, хипоталамус, супранална жлезда и вегетативниот систем, односно симпатичниот нервен систем. Што се дешава? Доаѓа до една хормонална дисфункција. Значи, стресот, не можеме ние одма да се тресеме, ни случајно. Треба да се десат некои работи во нашите системи и структури за да се исполни клиничката слика. Таа сега, значи хормонална дисфункција, имаме неуромодулатори, да не објаснам многу, и неуромедиатори, тие сите биваат пореметени. И сега почнува реакцијата. Меѓутоа, тоа се одвива во наносекунди, во страшно брза реакција. Почнува да ми чука срцето, почнувам да се потам, нервоза во стомахот, глава болка, вртоглавица, тресење на телото. Тоа се класичните симптоми во акутниот момент кога стресогената состојба на нас напаѓа. Ама поминала го овој целиот пат за да може да дојде до тој хормонален дисбаланс. Меѓутоа, многу е поопасен хроничниот, пролонгиран стресоген фактор. Година, 2, 3, 5, вие сте нон-стоп изложени на една диктатура, на една пресија, на работно место, дома, фамилија и така натаму, да не, значи, може да биде маса проблеми кои нон-стоп не напаѓаат. Што прави тоа? Пролонгирано вашите хормонални дисбаланси се актуелни. Тогаш се јавуваат психосоматските болести. Тогаш се јавува инфаркт на срце, хипертензија, бронхијална астма, чир на 12-палосно црево, екзем и така натаму, да не травматизирам. Значи, маса така наречени психосоматски болести или американците викаат менеджер дизиз, менеджерски болести. Не е случајно да е некој директор на компанија кој има 30, 40, 50 хиляди души. Затоа ги викаат менеджер дизиз, менеджерска болест, бидејќи тоа е нон-стоп и постојанен стрес кој го тој прима. Што ќе биде, како ќе биде, има пари, нема пари и така натаму, нели? И тоа постојано му прави дисбаланс. Значи, да се запамти една работа. Стресот е резултат на хормонален дисбаланс и на дисбаланс на неуромедиатори и неуромодулатори предизвикани од тоа јадро кој го носи емотивниот мозок во нашите организам. И сега има уште една реченица која сакам да ја добро кажам и да се добро запамети. Амигдалата, како центар на нашиот емотивен мозок, која прави емоционалната интелигенција. Тоа е практички способноста на една личност да во даден момент даде најадекватен одговор. Тоа го нема сите. Таа е во постојана спрега со еден така наречен префронтален лобус овде, кој прави децизијата. Значи, амигдалата и префронталниот лобус се во постојана спрега. Во која смисла? Амигдалата сака да пливнат емоциите, да надвладеат над разумот, над рационалноста, а фронталниот лобус е тој кој ја држи амигдалата под себе да рациото победи. Дали ме разбравте? И сега, значи, јас ќе бидам во една стресогена состојба кога мојот фронтален лобус не ќе биде во состојба да ја контролира амигдалата. Емоциите пливнат,
удирам, тепам, шамарам, правам ова, правам она, правам разни ексцесии, затоа што мојот рацио, мојот фронтален лобус не може да ја контролира мојата амигдала. Јас сум нервозен, јас сум анксиозен, јас сум стресогено вознемирен. Разбравте? А во сите други случаи кога фронталниот лобус диригира, тогаш сме ние смирени, бидејќи амигдалата ја држи под контрола. И сега уште една работа. Секоја гестикулација, мимик, изглед на лице, зборење, интонација и така дале, е под контрола на фронталниот лобус. Ништо нема случајно, како јас одам, како и држам раците, како ко Хитлер викам со раците и дигам песници и така натаму. Се е тоа диригирано од емотивниот мозок, од амигдалата, ама под контрола на фронталниот лобус. И уште две реченици. Како јас ке се однесувам, тоа е мојот психопрофил. Психопрофил значи матурирана, созрејана личност или нематурирана, несозрејана личност, незрела личност. Прашање дали ќе созрее. Прашање е големо. Во матурацијата, во зрењето на една личност, учествуваат многу фактори. На прво место, фамилијата, мајка, татко, воспитание, едукација, школа, држава, климатски услови кај живеете, не е исто дали сте во северна земја или сте на екватор, и да не ги набројам маса фактори и на крај излезе или зрела личност или незрела личност. Жал нас не красат многу зрели емоционални интелигенции, нели? И тоа е еден голем проблем на национално ниво, затоа што интелектуалниот капацитет зависи од матурацијата на една личност, а тоа ја води државата. И затоа сметам дека главниот акцент на се во една земја треба да биде образованието. Прво го поздравуваме гледачот кој го имаме на линија. Се извинуваме што не почекавте малку, но моравме да го изслушаме професорот затоа што темата е навистина обемна, сложена и претпоставам дека имате разбирање. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Ви благодарам и на вас исто. Сакам да го прашам професорот како да се ослободиме од панични напади. Јас имам ќерка која е едно 5-6 години, може би и повеќе. Што лекувано, што не лекувано има панични напади. Во моментов пие лицеа, позната му е на докторот, па сакам да слушам негово мислење и совет. Што да се прави, како да се ослободиме од паничните напади. Благодариме за прашањето, баш во насока на актуелно прашање и во целата стресологија познато под името на panic disorders, панични состојби. Многу чести, многу актуелни, и то во сите континенти. Меѓутоа, колку е по-индустриализирана земјата, за жал, толку повеќе има почести панични состојби. Етиолошки, значи, тоа е една мултифакторијална состојба. Мора да се случат кај личноста во незиното зрење некои, да не кажам нелагодности, фалинки, кои ја припремиле личноста да биде плашлива. Надвор од случајот, борам општо, најчесто фамилијата, најчесто односите меѓу татко и мајката, меѓу најблиската фамилија, пресија во фамилијата, доживеани страховити состојби, трауми и така натаму. Сето тоа има огромно влијание во формирањето на тој психопрофил на таа личност, која се формира во фондот на личноста има страх. И најмал проблем, нешто ако заболи прстот, одма се прави еден филм, огромен филм, дека е тоа тешка болест, дека е тоа така натаму и пациентот бара одма помош. Штом дојде кај докторот, само да го пипни докторот за рака, стравот не станува. Или ќе му даде лек X или Y, или ќе се направи едноставно разговор и готово. Тоа е една реактивна состојба поради, ние викаме, иматурација на личноста која во текот на животот не ги инкорпорирала
на најдобар начин сите норми, социјални, морални, етички, духовни, едукативни, воспитни и така натаму и така натаму. Не знам дали госпожата ќе биде задоволна, надвор на еден случај зборам општо. Отипениc disorders се една многу честа работа. Ја во моето секојдневие го гледам секој ден. И сега само да дадам препорака. Не треба да се земат многу лекови, треба да се разговара со пациентот, да го долови тој страф на ниво на свесниот дел од личноста и да самиот свати дека болест нема. Они се убедени, они имаат чувство дека имаат болест. Ги менуваат од срце, ќе помине на мозок, на глава и така натаму и така натаму. Значи нон-стоп бара некаква подлога за да се оправда дека е тој зболен. Ајде да го слушнеме и прашањето на следниот гледач. Добар ден. Студиот и до професорот би сакала во врска со бронхијалната астма добиена од стрес да ми каже дали може да се излечи и исто сакам да нагласам дека многу секрет ми се ствара, да речеме, на ниво на стрес и општо со несаниза за ларингит и така натаму. Па ете нешто да ми препорача или дали мислам да ми објасни дали може да се излечи, пошто веќе 4 години страдам од такво нешто. Јас кажав, во психосоматските болести, психосоматски стресогено условени заболувања, да не кажам на прво место, меѓу првите 4-5 места спаѓа бронхијалната астма, така кажам. Значи, тоа е спазам на бронхите предизвикан поради хормонален дисбаланс кој што го споменам. Нели, механизмите на психосоматските болести сега се барем многу разјаснети. Значи, зависи се од тоа дали знаете да ја превенирате стресогената состојба, како ја превенирате, како ја избегавате и колку интегритетот на вашата личност, матурирана или нематурирана, успева да го тоа прими, да го свати, да го рационализира, затоа го споменав фронталниот лобус. Тој ја игра улогата на спазмот на бронхите, затоа што амигдалата го надвладува. Дали ме разбирате, тоа е механизам кој што јас го стварам сам со мојот страф. Ланец на можеби реакција на организмот. Тоа е ланчена реакција која иде една после друга. Ма треба да постои, да влези нешто од надвор за да го активира. А каква ќе биде активацијата зависи од тоа што сум ја како човек во мојот живот и како личност направил за себе за да ја детронизирам или тронизирам личноста, да биде здрава личност или да биде личност која е многу кревка. Дали професоре созреаната личност или пак матурираната како што одлично, ги велите, така и треба да се употребува. Успева да го стави или пак да го исконтролира чувството на стрес во било која ситуација или пак едноставно различни се луѓето кои што и различно реагираат при еднаква стресна состојба. Затоа што доколку падне во моментов лаптопот, вие можеби ќе изреагирате поизбувливо, можеби јас ќе бидам посмирен или обратно, не е важно. Меѓутоа сметам дека нема да биде слична реакцијата. Можеби ќе биде слична, но не е идентична. Very good question. Thank you very much. Одлично прашање. Јас го веќе ова објаснив. Кога влезе стресогената состојба кој ќе настране, амигдалата е таа која прави градуацијата. Ама она, рекол, го консултира хипокампот. И го праша, сега симплифицирам, дали ние во текот на нашиот живот, на нашето зрење, на нашата едукација, на нашето воспитание сме доживеале нешто вакво. Хипокампот ти одговара во наносекунди. Да, и вториот дел од играта е што направивме за да се превенираме, за да се спасиме. Хипокампот дава одговор. И тогаш што ги активира, значи амигдалата ги активира сите реакции.
сега, начинот, ова што го, вториот дел од играта што го прави, значи, амигдалата е таа кој што ја диригира играта, таа е диригентот. Ама каква ќе биде музиката, колку ја ќе се тресам, колку ја ќе рипам, колку ја ќе цркам, или ќе бидам рационален, па ќе го сватам тоа така како треба да го сватам, така вика стресологијата, зависи од тоа што сум инкорпорирал во себе од текот на мојот живот. Многу е важно воспитанието, многу е важна едукацијата, многу е важно што вие како знаење све носите во тебе. Иако има стресови состојби во кои ние реагираме исконски. Нагонски. Што значи тоа? Тоа на крај сакам да го обяснам. Значи, нагонското реагирање е животинско. Тоа е во тешка стресовна состојба. Во кога ви е животот во опасност, имате две афективни состојби, генетски условени, кои ги правите. Секој, како животните. Или бегаме у панично бегство, неконтролирано, сега се деси тоа за време на земјотрес, многу луѓе и така дали, сакам да травматизирам, или се укочуваме во еден кататонен ступор и иако опасноста е тука, ние не сме во состојба. Нашиот мускулен скелет на мускулатура е укочена. Таа е во еден, се вика кататонен ступор. Закочени и сега се чудат луѓето зашто не преземам некоја акција. Ви сте укочени. Тоа се више други реакции кои се нагонски. Може би да станува збори за одредена трезвеност која се обидувате да ја прикажете како надворешна смиреност, иако внатрешно вие си знаете како се чувствувате, но може би е тоа еден од подобрите начини да се реагира кога ќе покажете една воздржаност од било каков паничен напад или пак реакција која дополнително би влијаела за зголемување на стресот и за општа паника. Најглавниот фактор кој одигрува улогата на тоа како ќе ние реагираме амигдалата. Интуицијата на амигдалата. Затоа што таа ќе активира системите кои треба да не одбранат. Значи, тоа е пейсмекер. Таа е предводник на се што се дешава, што се десило и на што треба ние да одреагираме. Ајде да го слушнеме и следниот гледаш. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Сакаме да го прашаме доктор, дали мултиплекс склерозата е стресна болест? Добро, благодариме, дали мултиплекс склерозата е стресна болест? Или пак веројатно сака да каже дали е резултат на стрес? Го разбра прашањето. Значи, во последните десетина години стресологијата изнуди една нова наука што се вика психонеуроимунологија. Психонеуроимунологија. Имам многу литература, и може и он да си прочита. Значи, пролонгираната стресогена состојба го напаѓа имунитетот на организмот, пролонгирано, и тој опаѓа. При опаднат имунитет може да се појави и мултипла склероза, може да се појави и карцином, да не травматизирам, може да се појават многу други болести, затоа што имунитетот, поради пролонгираната стресогена, така вели психонеуроимунологијата, поради пролонгираната состојба, стресогена состојба, паѓа имунитетот, а тоа е подлога за да се појават многу болести. Дали мултипла склероза, тука имам многу размислувања, многу теории, не сакам да навлегувам, нели, е примарно дел од тоа што мислам дека не е, сепак има, значи еден од факторите може да биде и овој. Професоре, дали со текот на времето, доколку известен временски период сме под континуиран или пак под постојан стрес поради разни причини, дали општествени, глобални или пак фамилиарни, било какви, меѓу народот постои едно тврдење или така се нарекува дека мислење дека веќе ви се тенчат нервите или со текот на времето, со текот на годините веќе се можеби губи она чувство за толеранција и за одредени други нешта кои што се навистина
добри за да го ја сочувате на некој начин смиреноста. Точно е тоа или пак обратно би требало со возрастноста или пак со матурирањето да се добие на поголема црстина и сигурност? Пак одлично прашање. Значи, се зависи од психопрофилот. Од тоа што јас во текот на животот инкорпорирам во себе. Во име на знание, па ќе повторам, во име на воспитание, во име на едукација, во име на многу работи и колку сум созрел или не созрел. И какво е влијанието во спрегата амигдала фронтален лобус. Ако јас дозволам мојот фронтален лобус, бидејќи нема добра едукација, нема добро знаење, нема добро воспитание, е стално даун, амигдалата е над него, јас кој ќе влезам во амбулантата покажувам нервоза, покажувам одбивност. Ја го препознавам за 5 секунди. Кој да е, нека биде не знам, кој е, што би струката. Значи, према изразот, гримасите на лицето, целата мимика, одење, раце, нозе, зборење, вие препознавате дали е тој неизневротизирана личност до максимум, дали е тој психопатска личност, дали е тој параноична личност и така натаму, или е тој човек кој има многу разум, многу знаење во себе и знае како да се опходува, да почитува, да слуша, да разговара, да има емпатија, викаме ние, да има толеранција и да има флексибилност. Оти, нема проблем кој не е решлив, осим смртта и не да може тешка болест, и еве, речеме земетресите кои можеме да ги предвидиме. Други све решливо. Зависи од гоци и од методија. Дали тие сака да се разберат или не. Тоа е таа екологија на духот. Затоа дојдов овде. Затоа ги напишавме овие 3 книги со почитуваната Теодора Костовска, нели, за да народот, сега да не бидам малку малициозен, прочита малце, да види како треба да бидат односите меѓу луѓе. Оти тоа го прави животот. Што рекол Конфуција? Историјата е меморија од која треба да црпиме искуства. За жал, не е така. Во практика. По пракса се покажува сосема друго. И днината илузија, секоја личност која го употребува глаголот ке, фитюр, што викат французите, лаже. Тоа е илузија една. Јас ќе ти направам куќа, ќе ти направам ова, ќе ти направам... У реду, направи ја. Кој ќе направиш, оди мигот е животот, мигот е стварноста, мигот е реалноста. Го направи ова. Ние направивме енциклопедија светска, сега не падне да се фала, 3 енциклопедии. Не разбра никој у светот дека ние екипа од 30-40 души правиме енциклопедија, пандан на амерички и така дале. Франција го направи тоа, го направивме. Кога излезе, рецензентите напишаа книгата е таква, вреди, не вреди, така дале, така дале. Дали ме разбирате? Постои еволуција. Постои начин како се тоа прави. Одлично прашање. Ајде да го слушнеме и следниот гледаш. Добар ден. Гоце, добар ден. Добар ден, повелете. Голем поздрав до вас, голем поздрав до професор Чеперганов, кого го обожавам, морам да кажам. Не од сега, откако го познавам. Еве, јас лично, пред да кажам нешто, да прашам за стресот, ќе ми одговорите на крајот. Јас прашав во една прилика каде можам да ја најдам книгата за стресот од професор Чеперганов и лично јас сакам да си ја имам и да ја прочитам. Затоа што и на идните мои поколенија, на мојата керка, на мојата внука, на секој од нас таја ќе користи. Сега во однос на стресот, бидејќи професорот за време после земјотресот од прилика нешто и ни кажа за стравот, јас тоа го слушав интервју со него, обратно од вашето прашање, Гоце, вака гледам на стресот и дали сум во право. Животот
ми приредувал многу тешки работи, многу стресови, постресови и кај мене се створи, се здобив професоре со голема автосугестија дека семејните обврски мора да ме направат. Јас морам да одговорам со храброст, со трезвеност и јас го поминав скоро да речеме 60 години, такви ми беа приликите во една ситуација кога сметам дека сум способна и можам да се справам со стресот. Поточно прашањето вие го разбравте. Дали стрес може да направи човекот да биде похрабар? Благодариме за јавувањето. Инаку книгите можете да ги најдете во книгоиздавачката Куќа Култура, Ристичева палата, Плоштад Македонија и оваа книга Стресне соница, акциозност, депресија и стресот и ние. Одлична можност, како што споменавте, да биде дел од вашата домашна библиотека. Може ли стресот да не направи посилни? Значи, тоа е акумулација на стресогени состојби во кој личноста созрева и сваќа дека мора да го надмине тој проблем. Фројд вели да го потисни, тата Фројд, кој многу почитувам на време фројдист, нели? Имам доста корекции. Да го потисни и да го држи под контрола. Меѓутоа, да не заборава госпожата. Секоја прологирана стресогена состојба и ако е потисната, она работи во нас. За жал. И ова што го постави претходниот за имунологијата, значи тоа е дел од играта што ја прави прологираната стресогена состојба, што го ослабнува нашиот организам. Вториот дел е сите психосоматски болести. Третиот дел е психопрофилот на мојата личност и е променет. Јас имам прак на толеранција многу низо. И ако малце ми нешто ми речете, јас скокам одма, ве ударам и така натаму. Плести му 5 шамара века. Тоа е Никој да не те види. Никој да не те види, да не те кажа. Тоа е дел од психопрофилот на една личност. Методија, да кажам на некој да оди да ти удари, да те тепа, нема логика. Значи, мојата личност не би го направила. Заради зрелоста таква или ваква. Дали ме разбавте? Тоа е тоа. Пролонгираниот стрес е многу опасен. Многу опасен. Тоа се дешава обично, не сакам многу да зборам, во затвор. Луѓето паѓаат во психоза, али тој мора да го потисне тоа, бидејќи е осуден. Тој мора да ги одлежи тие 10-15 години. Тоа е страшна работа, да потиснете нешто кое што знаете дека ќе трае многу години. Ама тоа мора да има реперкусии на психосоматски план. Не може да се одбрани никој. Да го вклучиме гледачот, па ќе го поставам моето следно прашање. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Се јавувам од Свети Николе. Поздрав до гостинот и до водителот. Поздрав, исто повелете. Две прашања. Ајде, кратко. Првото прашање, дали може стресната ситуација да влие на појава астроцитом во мозокот? Неслушано не. Не. И второто прашање, дали лице со астроцитом треба исхраната да му биде по препорака на нутриционист? Тоа е личен избор, исхраната треба да биде правилна. Не викам ни не викам ни да, добро е да има некаков ред, некаква закономерност во времето кога се храни, со се храни, како се храни, колку внесува и така натаму. Да не одиме во една друга крајност, која заради стрес може да има булимија. Булимијата е халапливост, многу храна и се прават многу дебели. Ненаситност или пак? Ненаситност, да. Иначе некоја посебна зависност би било добро во целокупното наше живење да биде факторот кој го споменал, уште пат ќе го споменал, ево многу сакам Конфуције. Тоа е умереност. Те вели во сиот живот што го имате пред вас, да бидете во сите работи умерени. Да знаете што е каде е границата,
Кога е поминувате границата? Во позитивна или во негативна смисла? Тоа е дел од До умеете. совршенството. Тоа е дел од психопрофилот. Тоа е дел од матурацијата за која цело време зборам. Тоа е дел од што мојот убав македонски народ мора да го свати, да зрее, да има совест и свест. Оти совест е инкорпорација на тие сите норми. Знаење, воспитание, едукација, социјални, морални, етички и да не ги забораваме духовните норми. Затоа што духовноста, религиозноста го чувала македонскиот народ. Друго прашање за кое можам многу да ви зборам. Оти тука ги примал он нормите, во црквата. Како, кој го пренесувал тоа, друго прашање. Меѓутоа тука се воспитувал на некој начин, не сите вековија. И затоа се одржал. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Слушаме, да се слушаме. Поздрав, ајде, повелете. Така поздрав до докторот и до вас, слушателка од Скопје. Прашање до докторот. После долгогодишен стрес во животот, едноставно најдена во ќорсока, доживеав нервен слом, каде што морав да бидам лечена со клинички доктори, со лековите риспидерон, рисперидон, менdolex и диазепам. И потоа ми се подобри ситуацијата, меѓутоа ме интересира F23.3, што значи диагноза. И понатака како сега сум добра, меѓутоа што препорачува докторот, бидејќи тоа беше стрес кој што предизвика нервен слом. Благодариме. Сега вака, 23.3 точно не можам да ја кажам, зашто постои меѓународна класификација на болестите и болестите место да се пишуваат не само мешана анксиозно-депресивна слика, ќе се прие F20, Добро, вака и гледачката не може да очекува конкретно телефонски општо. Дека тоа била една состојба на психотичност, нели, оти тоа е еден невролептик, многу доста јак. Оригиналното име рисполепт или рисперидал, кај нас се прави као рисперидон, мање више иста субстанца. Дали еден стресоген фактор може да доведе до една психотична состојба? Теорички да. Тоа е една поќе реактивна психоза, реактивна психотична состојба, проблем кој малце излегува од рамките на ова за што ние сега збориме, нели? И за кој би можел многу да зборам. Ако не е во прашање фон на ендогена психотична состојба. Оти јас за шизофренија и за манично-депресивни психози овде не зборам. Тоа е друг проблем. Сосема друга патологија, други етолошки фактори и така натаму и така натаму. Тоа е сосема друга работа. Говориме за стресот акутен и пролонгиран настанат од една одредена ситуација која го нападнала интегритетот на мојата личност во даден момент. Да, Режија, колку гледачи имаме на линија? Ако имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добро, во моментов немаме. Да, она што сакав да ве прашам, а да не го изумиме, е дали можеби одредена стресна состојба или пак одредени несогласувања со друга индивидуа, кои честопати знаеме да ги потиснеме во себе, да ги на некој начин прикриеме или пак за да не ги нарушиме меѓусебните односи, знаеме да се ги чуваме во себе, но со текот на времето и со после одреден временски интервал, истите тие можеби можат и да се дуплираат, да се зголемат, да станат тројно повеќе, 4 пати повеќе, 5 пати повеќе. Акумулација. И истите тие одеднаш да излезат на површина и да изгледате или пак да не можете да го исконтролирате стресот. Што правиме тука? Дали постојано несогласувањата да ги вадиме на површина или да ги чуваме во себе? Што вели професорот? Многу добри прашања поставуваш. Сега ще губим во една друг енграм у мојот мозок, нели има доста енграми. Тоа се вика исход на афектот или празнење, катарза на афектот. Афектот има 4 можности за празнење, ова акумулација кој што рековте. Првиот е
својствен на примитивни луѓе. Тоа се вика абреакција. Ме навредиш мајка, шајка, баб, тепачка и така дале, јас се испразнам, после тоа се кајам. Вториот се вика ирадијација на афектот. Тоа значи Петре го мразам, ама ради Петре го мразам и Свети Петар. Јако Свети Петар ништо не ми направил, ама Петар ми направил и го ирадирам афектот од него на него затоа што вика Петар. Трето, тоа е ова што го рековте вие. Тоа е акумулација на афективни состојби. Чутам, трпам, голтам и во даден момент после X време правам еден, него викаме раптус, празнење кое е страхотно, кое може да биде опасно и по живот, бидејќи афектот, ова сакам да го запамтите и вие и да го запамтите мојот народ. Афектот секогаш ја стеснува свеста. Свеста стеснета го пореметува логичното мислење. И кога сме во афективна состојба, не очекувате од мене паметен збор. Очекувате од мене само лошотија. Нали ме разбравте? Тоа е многу голем момент да не решавате и не донесувате одлуки во афективна состојба. И четвртиот дел од играта на исходот на афектот е така наречена интелектуална обработка. Тоа за која ја цело време зборувам. Ќе ми кажеш, ќе ти кажам, ќе го примам тоа и ќе изберам момент кога сме релаксирани двајцата и ќе кажем гоце, она што го зборевме пред неколку дена, има и друго решение, ама не во афективна состојба, во испразнета, нулта состојба. Тогаш можеме да имаме и почит, и доверба, и толеранција, и пак ќе повторам, и емпатија, и флексибилност. Многу важен дел во интерперсоналните односи на луѓето. Тоа му фани на мојот народ. Полека одиме и кон крајот, може би остана и неколку точки кои што се важни да ги напоменеме, но нормално дека има и други можности за да разговараме. Она што ме интересира еве за крај, со тоа и би завршиле, постои ли одреден начин за да го превенираме стресот, а со тоа нема да имаме несоница, нема да паѓаме во депресија, нема да имаме анксиозност, нема да бидеме агресивни, лути? Постои. Стресологијата вели постои. На прво место е да го рационализирате проблемот, да го сватите проблемот и да сами донесете децизија. Тоа е, префронталниот лобус е многу битен. Да донесе одлука како и на кој начин да се одбрани. Понатаму спорт, вежбање, јога, разговори, живење во еден живот во кој ќе ги одбегнувате стресогените состојби. Значи, постои све, затоа што ќе завршам сега јас со кој најголемиот проблем на модерниот човек? Точно оваа рационализација, кај нас може се уште не. Модерниот човек има два големи проблеми. Алиенација, отуѓување од човек со човек и егоизам. Сакам ова да се свати како поука и нараучение. Егоизмот и алиенацијата се најголемиот проблем на кој иде во светот, баш поради големата рационализација. И сега доаѓаме во една контрадикција со сето она што го зборев. Значи, дали е подобро да ги ја рационализираме работите? Јас велам да, затоа што и егоизмот и алиенацијата зависат пак од префронталниот лобус. Што јас ќе одлучам? Да му дадам рака на Гоце и да му викам не. Значи, тоа е твоја одлука. За стресот, од психопрофилот на личноста и од матурацијата. За стресот, депресијата, несоницата, денеска во Телма амбуланта зборувавме со професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар и епилептолог. Ви благодарам искрено за гостувањето и за одвоеното време. Се гледаме повторно. Благодарам јас. Благодарам јас. Благодарност и за вас, почитувани. Не заборавајте да си го чувате здравието, тоа е единственото богатство и обидете се да бидете умерени, а со тоа и ќе имате помалку стрес.